Ќе читам сега повторно во Ефешаните. Тоа што го читав и минатиот пат, пак ќе го читам. Накратко, повторам. Ефешаните 4 глава. Халелуја. 4 глава, 1 стих. Затоа ве молам јас. Претходно зборува за величието Господово, што Господ се направи, славата Божја. Господ е голем, амен. И затоа вели ве молам јас, Павле, затвореник во Господ, да живеете достојно за призванието во кое што сте повикани. Господ ве моли преку Божиот апостол Павле и преку Божиот слуга Борча, кој што го цитира Божиот слуга Павле, кој што бил затвореник во Господ. Гниел по затвори. И не само тоа, бил затвореник, дури кога излезел од затвор, бил посветен на Господ 100%, ништо друго немал. И ако некој мисли тоа е лесно, не е лесно. Уопште. Полесно е у затвор физички да си, него да си у затвор ностоп да страдаш духовно и да си под терети духовни и душевни. Амен. Така да он која вели затвореник во Господ не само мисли по затвори дека бил, него ностоп бил во затвор. Ностоп бил притискан, угнетен, прогонуван, страдал. Ностоп обременет. Амен. Посветен на Господ, роб на Господ бил. Мртов за овој свет. И тоа не го кажува за да се срамат христијаните, него вика тоа е фалба ваша. И треба да го следите тој пример, вели браќи и сестри. Амен. Да живеете вие, вика, достојно според повикот за кој што сте повикани. Амен. Да го следиме Христовиот пример, да го следиме примерот на апостол Павле. Да живееме, вика, во сета понизност, кротост, со трпеливост, поднесувајќи се едни други во љубов. Настојувајте да го запазите единството на духот во врските на мирот. И реков минатиот пат, нагласив, дека единството во црквата е веќе постигнато. Дека црквата Христова секојаш била единствена и една и ките. Тоа е нешто што веќе е направено во Христос. Христос никогаш не бил разделен, ниту може да се раздели. Христовото тело е едно и Христовата црква е едно. Во духот е тоа. И тоа е еднаш за секојаш воспоставено. И сите тие движења, проповедања, покрети, не знам што, за да правиме единство е чиста лага. Затоа што единството веќе е направено. Се што треба да направиме, апостол Павле јасно кажува, запазете се, вика, настојувајте да го запазите, да го сочувате. Значи нешто веќе го имаш, ти треба само да го сочуваш. Разликата е огромна. Дека Божите луѓе, ние веќе по целиот свет сме поврзани преку Божиот дух во тело и тоа е запечатено. Проблемот е зошто онда има разлики во ово, затоа што не се сите конектирани за тоа тело, затоа што сите не живеат во Христос. Не се верници, може да кажеме, нели? Глумат, ќе збориме за тоа пак. Но ние треба да го запазиме само тоа единство. Ова е многу битно откровение. Во името на Исус. Амен. Оти постои едно тело и еден дух. Амен. Како што и вие бевте повикани, вика, за една надеж на вашиот повик. Еден е Господ. Една е верата. Нема 10 вери. Нема 10 начина на верување до Бог. Некој ќе дое преку Христос, некој ќе дое преку Мухамед. Нема, една е верата. Амен. Еден е начинот како се верува. Со срце се верува, со уста се кажува. Нема друг начин. Ама ја нема потреба да го кажувам, јас само у срце ќе верувам. Не. Една е верата. Со срце се верува, со уста се кажува. Нема друга вера. Нема друг начин како Бог делува. И тоа верата доаѓа од слушање на Словото. Ја нема да читам Библија, ќе имам вера. Ќе слушам цел ден светска музика, ќе се дружам со светски, ќе гледам светски филмови, ќе плюкам по власти, ќе хулам родители и ќе имам вера. Не. Ти си во тени у неверие и си на пат за препаст, за пекол. Амен. Влези во верата, кај што верата е една, нема три вери. И верата зборува. Верата зборува. Ко веруваш дека си исцелен, ќе зборуваш дека си исцелен. Ко веруваш дека си спасен, на сите ќе им кажеш дека си спасен. Нема да ќутиш пред тие што не се спасени околу тебе. Не ме слушнавте добро. Ако веруваш дека си спасен,
Ти нема да ќутиш пред тие околу тебе кои што не се спасени. Затоа што верата зборува. Од преполнето срце зборува устата. Од преполнето срце зборува устата. Кога си полн со спасението, сети се на твоите први денови, кога беше ревностен за Господ. Сети се. Само за Господ збореше. Мислам, најголемиот дел од нас, нели? Господ, сега се вратиме при таа прва љубов, таа ревност. И сите мислят чукнаци, и тоа беше супер. Супер. Пошто секако мислат дека си чукнат, и сега мислат. Да не мислиш, мислат убаво за тебе. Тоа сум го кажал многу пати. Ѓаволот те мрази. Никој не мисли добро за тебе. Никој не мисли од светот добро за тебе. Оти ако мисли за добро за тебе, ќе те следи в тебе, ќе го следи твојот пример, ќе верува твојот Бог. Со тоа што верува у други богови, живее друг живот, има други верувања, други стандарди, други вредности, он не верува у тебе и не те цени тебе и не те почитува. Разбери го тоа. О, многу ја сакам вашата црква. Што не доеш тука да се бориш со нас? Пасторот ваш, не сум јас против него. Кај си на служба ако не си против него? Кај си со пасторот да стоиш, кој е тешко? Значи, не може да... Верата е нешто реално. Нема друга вера. Кој не е со Исус против Исуса? Али по дух не може да е против. Не може да си против Божји луѓе. Амен. Верата е една. Еден е Духот Божи. Нема три свети духа. На еден светиот дух му кажува да е понизен, на друг му кажува да е горд. Може ли така? На еден светиот дух му кажува се покорува, на друг му кажува бунтува. Кај тој има бунтување? Помазание за бунтување. Јас не сум видел такво нешто. Има бунтување против ѓаволот, да не му се покоруваме. Амен. Ама тоа е кршиш околу и се молиш, војуваш. Амен. Не да се бунтуваш. Нашата борба не е против луѓе, нашата борба е против духовни началства, власти, сили, демони. Амен. Тоа е вистинска вера. Друго е неверие. Луѓето се бунтуваат, оти немаат вера. Луѓето идат тамо и хулат по властите секој ден, затоа што немаат вера, очајни се. И не ги осудувам, ама некој треба да им каже, поверуваат во Исус. Да го бараат Господ. Амен. Зошто се бунтуваме? Очајни кога сме. Или зошто се караме? Кога си очајни, почнеш да се караш. Ќе превземеш работата у своји раце, јас ќе направам. Нема што ти да направиш. Кажи што треба да кажеш, го треба да кажеш, направиш што треба да направиш, али у мир, амен, и све пред Господ ќе изгледаш у молитва. Амен, нема да се бунтуваме, ние не сме бунтовници. Божите луѓе не се бунтовници. Божите луѓе не се бунтовници. Млади луѓе, раце може да вида млади, кој е млад? Ти си млада, амен. Младите луѓе, полни се со бунт. Полни со бунт. И сега на некој начин тоа ќе кажеш и природно, е млад, нели? Ама треба да созревате, нема оправдание. Што значи тоа полни се со бунт? Вие мислите попаметни сте од возрастните. Тоа е бунт и тоа е гордост. И тоа е тотална глупост и лага. Мислите поспособни сте, мислите попаметни сте, мислите поуспешни сте. Тотално сте заблуда. Тоа е све бунт. А правиот Божи човек, ако си млад и си покорен на Господ, ти ќе се покориш на сите Божи луѓе што се пред тебе. Оти ќе сватиш од духот дека благословот иде генерацијски, се наследува, дека лозата тече, дека Христовото тело е тело. Ти треба да се вградиш у тоа тело, нема индивидуалисти. Зборам на Божи луѓе да се покориш, не зборам на било кој се. Не збориме тука покорување по тело. Зборам во духот да го зграбчиш, кога Божи човек кој да е, помазанието кога се задвижува, треба да го примаш тоа помазание и да се покоруваш. А младите луѓе обично не го прават тоа, и они све ќе измислат нешто. Нови начини како да служат на Бог. Овие ќе се тетовираат, овие ќе се пирсат, овие мини сукњи ќе носат, овие се нешто ќе прават ново. Ќе слават нешто, стил музички, нешто ќе прават ново. Оти они знаат подобро. Тие ние што пееме, вака ние не знаеме, глупи сме. Па не ли е така? Па така испаѓа. Ќе зборат поинаку. Нема потреба они да се молат толку многу.
Тоа за бабите е молитвата. А зошто бабите се молат, знаете ли? Оти која биле млади не се молеле и се кајат. И тоа е вистина, амен. Се кајат што не се молеле. Викат, Господе, прости ми, што бев толку глупава. И на стари години одработуваат поише него што треба. Се извинам по старите да не се навред некој. Ама Господ ми го кажал тоа. Полно стари жени, христијанки. Само се молат. А може би не требаше толку да се молат. Кога беа млади, требаше поише да служат на Господ. Не зборам за вас, општо зборам, се некој лично го свати. Да служат на Господ и да ги учат децата во Господ и внуците, и после не мораше толку да се молат како стари. Амен. Можеше други работи да прават за Господ. А они се молат многу. Но сепак, фала му на Бог и за тоа. Халелуја. Еден е повикот, еден е Господ, една е верата, едно е крштавање. Еден е Бог и Татко над сите, кој е над сите, преку сите и во сите. Амен. И на секој му е дадена благодата според Христовиот дар. И после ги скокнавме во стихови, отидовме на 14 стих. Поради сето ова, да не бидеме веќе деца, вика, фрлани натака навака од бранови, носени од ветрови, на секој си ново учење. Ајде ново учење. Баш што пастор Весна збора име нон-стоп некои работи, као, ајде вака ќе правиме црква, не успева, ај така ќе правиме, ај овака ќе правиме, ај клеточни групи ќе правиме, ај домашни групи, ај домашни цркви, ај црква од клеточни, а сето има разлика, ај сега најново учење е микроцркви сега. А да застанеме пред Господе, почнеме да обараме Бог, а да се покаеме за своите гревови, а почнеме да му служиме на Бог во духот, да престанеме активности, да мудруваме како ние структурата ќе направиме, така, не знам што, па вакви служби требало, па такви, па толку минути, па волку песни, па ова, се нешто организационно ќе смениме и ќе се случи пробудувањето. Никогаш ниту било, ниту ќе биде на тој начин да дое пробудување. Но кога срца скршени пред Господ, ќе паднат и ќе обараат Бог и Бог ќе се задвижи. И ќе знаат луѓето, Бог е тоа. Бог ќе биде тоа. Ти Бог доаѓа, оганот доаѓа врз жртва, принесена пред Бог. Оганот не доаѓа при храм направен, градба некоја со човечки раце направена и ќе доаѓа оганот Божи. Не. Но во духот кога нешто правиш, оганот Божи доаѓа. Амен. Сега микроцркви е модерно. За 2 години не знам што ќе биде модерно, нели? Апостоли у бизнис беше модерно. Нели знаете за тоа? Сите апостоли у бизнис треба се. Може ви некој од вас уште сте у тоа учење. Сега више не се проповеда тоа. Сега микроцркви се проповедат. Прашаш што е тоа? Не ви кажам. Ако ви интересира, читајте. А и ние бевме се тоа и се што правевме. И што правиме сега цело време? Доаѓаме пред Господ. И се што јас како пастор правам, сакам црквата. Сакам да гори оган во вас. Па Бог ќе ни даде мудрост што да правиме практично, мислам, организационно, па нешто ќе треба се направи. Ама тоа Бог ќе биде мудрост од Бог. Не ќе биде формула и провета, некој му текнало, нели? Додека бевме во Пентекостна црква, ја не ќем да ве оптоварам со овие работи. Имаше сингапурски модел на клеточни цркви. Имаше јужнокорејски модел на клеточни цркви. Имаше американски модел на клеточни цркви и европски модел на клеточни цркви. И имаше источноевропски. И сега дебатиравме на тие состаноци лидерите, каков модел на клеточни цркви треба да се направи. Ако идеме според сингапурскиот, они прави вака. Па сега у Сингапур имаш подгрупи. Ваков сингапурски модел, па ваков па онаков. И ние се експерименти тука правја со нас. Глувчиња ние бевме. Господ вика, доста е. Доста е. Некој уште интересно име во тоа, уште експерименти. Ја неким да сум покусен глушац. Ниту сакам ти да си, ниту црквата. Амен. Вие не знаете за што збориме, може некој, ама јас знам многу добро. И јас сум као соучесник у тоа, Господ нека ми прости. Од послушност кон Господ и луѓе на некој начин, ајде ќе правиме. Ајде ќе правиме, се ќе правиме, нели? Ќе пробаме. Ајде да пробаме од Господ. Како вика, пробајте од Господ, многу е добар. Вкусете од мене. Халелуја.
Да не бидеме лулани натака навака од секакви бранови на нови учења. Човечки измами и лукавства. Итро измислени заблуди. Итро измислени. Ако направиш тоа, ќе успееш. Ако направиш ова, нели? Како ќе порасне црквата, вакви активности ќе порасне. Ако Господ не направи да расте, нема да порасне. Господ е тој што прави да расте. Амен. Господ е тој што гради и Господ е тој што руши. Но како ние ќе пораснеме у Господ? Како нема да сме деца, вика, говорејќи ја вистината во љубов, да раснеме во се, кон оној што е главата Христос. Значи, целиот наш растеж треба да биде конектиран, поврзан со главата Христос. Не може надвор од Христос да растеме ние духовно. Црква не може да расте ако не е конектирана за Христос. Какви сака активности нека има. Какви сака нека има мудрост, знаења, теолошки, не знам какви организациони способности, нам што. Ако си ја изгубил конекцијата со главата кој што е Христос, ти више не си ни црква. Амен. Значи, единствено, вика, може да растеме поврзани ако сме со Него. И како ќе растеме, вика, ако зборуваме вистина во љубов. Тука ќе завршам и ќе објаснам нешто минатиот пат што кажав и ќе направиме нешто во однос на тоа. Минатиот пат кажав дека крајно време е црквата да престане да глуми. И реков, излези од глумачката школа на овој свет и влези во школата, училиштето на Светиот Дух. И Господ ќе почне да те учи. А тој е добар учител. Амен. Овој свет се што те учи е да глумиш. Црквата треба да е поразлична од овој свет. Во што тоа ние сме поразлични? Во суштината. Која суштина? Тука има суштина. Црквата не е глумачка школа. Ние овде не ве обучуваме како да глумите. Ние не сме ховини сведоци овде, кои што ве учат на лепо понашање. Кои што ќе застанат пред огледало и вежбаат како тоа треба и да делат брошурки за славното нивно царство на нjihoви сведоци. Како треба да се насмеани, како треба да зборат, како треба да изгледаат, како да се дотирани, испеглани сите со дела, со машни, ташни, се тоа. И да ние се смееме на нjihovите сведоци, пошто се глумачка школа, нели се глумачка? Ама протестантските цркви па се многу понапредни у глумата. Ние факултетов, да они се ниско ниво, сите ги, и луѓе од светот ги гледаат, вика тие глумат. Ама па во протестантските цркви па глумење на квадрат има. Какво глумење? Лукаво. Брате, сестро, брате, Божи благослов. После, тој Јуксен, мајката негова, шајката. Шо, глумците, опа! Шо, не зборат христијаните така? Тој Живко тука ќе ми дое, ќе ми се прави лидер. Лидер ќе ми се прави Живко. Ја него, он кај ромите, тука Македонец ми дошол, ќе ми се прави лидер. Расизам ромски. Нема кај ромите расизам. Има и тоа многу. Има кај македонците расизам. Сегде има. Значи нема глумење у црквата. Него треба да каже, имаме, ајде да се молиме да се скрши тоа, не од Господ. Што христијаните не псујат истинија се соблазни. Не псујат христијаните, псујат и тоа многу. Значи, ради сето тоа глумење, кај што нема вистина, ние не збориме вистина и нема љубов, луѓе се соблазнуваат. Паѓаат у верата. Значи, ајде да се облечеме глумата, да ги соблечеме маските. И ајде да бидеме вистинити пред Бог прво и потоа еден кон друг. Ако те боли нешто, те боли. Ако си соблазнет од некој брат, оди со братот, разговарај соблазнеци. Ако си повреден, повреден си. Не глуми. Христијанството не е глумење. Ако нешто против братот, вика, оди збори со братот. Не да оговараш наоколу, па после, брате, тука ќе се собереме, љубов, црква, ќе славиме заедно. Не може да славиме заедно. Ќе одиш кај братот лично,
И ако требе, ќе зборите 20 сата, но ќе ја решите ситуацијата. Ќе клекнете, ќе се молите заедно, или ако не слушат, јасно е словото. Тебе не те слуша, брат друг не слуша, лидерите од црква не ги слуша, тогаш ќе кажеме, тој више не ни е брат, чао. И мир ќе имаме. Ќе знаеме, а не вака се полубраќа. Све некои полубраќа имаме, полусестри. Све мутанти некои, X-Men. Се нешто, нели? Не знаеш е. Верник, неверник, полуверник, полуневерник. Даде, шо сме ние? Луѓе, получовек, полуконј, полова. Знаете, духот кога гледа Господ, ние сме пола. Се некои чудовишта ше да полова. Дај да бидеме синови Божи и керки сите, амен. Вистина треба, браќа, вистина. Нема соблазни веќе. Доста е соблазни. Мене ви е преку глава од соблазни. Се некој се соблазнува. Ајде во име на Исус да удариме у корен на тоа. Оваа црква не е глумачка школа. Ако ние нешто со пастор Весна не сме глумци. Дури сме сурови некојаш повредуваме, толку што збориме вистина, али поарно повредиме, него ли да лицемериме. Нема преправање. Не зборам се тука мудрост е да прекјутиш некојаш, не зборам за тоа, не се ајде сите, се жуваме. Мудрост е да прекјутиш. Амен. Но не значи сега после да па да збориш наоколу да оговараш. Мудрост е кјутиш, молиш. Мудрост е трпение, љубовта и тоа трпи. Не одма све ќе збориме, но требе лагите во да се сосечат, да не лицемериме, да не глумиме. Зборувајте вистина во љубов. Вистина. Пасторе, никој например не ми дошол да каже, пасторе, луд сум на тебе ради состојбата у црквата. Она само ми збори. А никој од црквата не ми збори, а сите сте лути. И јас ностоп ви кажам, кажете, и се трудно ви објаснувам и не никој ништо не кажува. Односно, у глумачка школа сте. Глумите. А наоколу зборите сигурно. Требе ово црква, нема ти требе ова, зошто нема ова, зошто нема. Против мене ли и против Бог. Дојдете, кажете ми. Пасторе, сакам да зборам за црквата. Загрижен сум за ова, загрижен сум за тоа. Ама се плашам од пасторот, што ќе ти задам. Ќути, амен. Глумење. Објавивме на Фейсбук тоа што го кажав. Тоа Бог ми го каже како живо слово. Христијанството не е тој што глуми подобро е подуховен. Имам марамчиња, фала. Значи, протестанството е влезено у таа шема и тоа ќе напредува, ако некој не застане као нас да го изобличи. Дека подуховен си, појак верник, ако подобро глумиш. Како у светот, Холивуд, кој е најдобар глумец, Оскар ќе добие. Така и ти подобро ќе се паша, ќе брате, сестро, алелуја, ќе креваш. Глумење. Глумиш духовно, глумиш свет дух, глумиш помазание, ќе се тресе. Не знам што, нешто ќе глумиш све. А Господ го нема у тоа. Живееш дома празен, дупка си. Господ од тебе далеку километри. Живееш под осуда, живееш во стравови, живееш во светот, живееш во грев и глумиш пред луѓето. Господ вели доста е. И излезе од тоа глумење. Амен. Ајде да излеземе. Како се излага? Влези у вистината, вези у Божјата светлина, лично, под дух, покајание, влегуваш, се предаваш, кажеш, скршен си, плачеш пред Бог, како треба и јавно кажеш. Тоа и тоа сум грешал. Тоа и тоа сум направил пред Бог. Сум сгрешил пред Господ. Амен. Оти нема друга вера. Преска читавме една е верата. Ова е верата. Нема друга вера. Ама јас ке си верувам на начин, ќе продолжам да лицемерам и ќе глумам. Нема друга вера. Ќе продолжам да сидам у црква, пасторот кој го шиша. Нема друга вера. Нема да почитувам пастор Весна, ке ми се занесува на жена тука, немам што. Нема друга вера ќе ја почитуваш, затоа што е Божи човек.
А ако некој се уште нема разбирање за некои работи од Словото, и ѓаволот се уште ти го запачува тоа Слово, кај што вика жените у црква да молчат, ако тоа уште не си го разбрал тој стих, дојди прашај ме, ќе ти го објаснам, што тоа значи. Тој значи стих, во црквата у Коринт, жените блебетале, праеле муаврит за служба. И рекол Павле, кажете им на жените да молчат. Ако имаше кучиња у дворот кои што лаја, ќе им речеше, кога се собирате, кажете им на кучињата да не лајат, нека ги тргне некој и преметат службата. Ако имаше деца плачеле, ќе речеше, децата на служба да не плачат. Разбираме ли? Не зборува още жени да не проповедали у црква, да не збореле. Вика да не блебетаат, да не прават муабет, да не реметат службата, но да се покоруваат на Господ, да дадат почит на Словото. Ако мажи имаше кој што правеле муабет на служба, ќе речеше мажите да ќутат у црква. И јасно ли ви е сега веќе? Затоа што има шовинизам у црквата, односно презир кон жената, што ви е од исламот. Браќа и сестри роми. И жена, вие машки, жените не ги почитувате вистински, имате проблем сериозен. Ова е вистина ви кажам. И престанете глумите. Мажи, браќа, роми, престанете да глумите, имате проблем со жените, не ги почитувате. Сменете Христос, ама Господ сега многу поше да ја промени. Слабо викате амен. Не викаш Господи ослободи ме, уште си стоиш со маските. Глумење. Не знам баш дали е, пасторов што каже. Не знам дали е вистина баш. Не, вистина. Имате предрасуди за жените од исламот. И треба се покаете, да ги симнете маските. Не глумиме се ни овде. О, многу сме фини со сестрите, него треба стварно да имате богогодна почит кон жената. Да видите колку е ценета у Господ и почитувана и издигната од Господ. За таа жена Исус умре. За тие сестри кои вас Исус умре. И тие се исто вредни као и вас, мажи. И тие се исто помазани. Абе, треба викате амен. Оваа порака е револуција, може меѓу ромите да направи. Тоа треба вие да го проповедате. Абе, ајде, жените врска немаат. Абе, шо ми збориш ти? Јас не ти викам жените се исти као мажите, зборам еднакви се. Јас не викам жените, не знам што секоја жена, не знам што. Јас ти кажам во Божите очи како е. И Бог може да помаза жени да ги издигне да бидат многу мокни лидери. И го прави тоа. И треба слобода во црквата Христова. Бог може секој да помаза, Бог може секој да издигне. И да немаме предрасуди од тој тип. Затоа што тоа е тотална лага, религија. Ние војуваме против дух на религија. Знаете колку ми е лицемерно, кога ги гледам сите те поучувања за благодат, зборат благодат, а од друга страна толку се религиозни и се робови на еден куп работи, ми се повраќа. Робови на грев, робови на предрасуди, шовинисти, презираци и се што изборат благодат у Господ. Па има ли поголема благодат од ова? Дека сме еднакви пред Бог. Амен. Верувате учењето на благодат, браќа роми? Почитувајте ги сестрите. Дури треба повеќе од вас. Мажот вика треба да умре за жената. Како Христос ќе љуби црквата. Така мажот жената своја. Ке му пренесеш ти. Ке му речеш, пасторот те поздрави. Од сега секој ден по еден букет да ми носиш. Ајде не се шалиме, ова е многу сериозно. Ова е ставо срце. Правиме во духот, или го градиме Божјото царство, или го рушиме. Немаме друг избор, мора да излеземе од ова. Мора едно одработиме. Значи, да зборуваме вистина еден на друг. И вечерва што сакам да нагласам исто е дел од тоа зборување вистина. Значи, не е само зборење вистина. Денеска беше компери да купиш на пазар, не моркови. Добро. И после, го излажав, бев да купам патличани, пример. Значи, не збориме сега, го излажав. Зборувајте вистина. Него збори вистина искрено од срце. Не го лажи братот, не го манипулирај. Не му прави финти. Не биди лукав.
Не биди глумец, па истото. Не глуми пред човеку. Младите луѓе експерти стануваат по глумење, финтаџиство. Кај ќе идеш у град, а ти идеш у црква. Лажење, пример. Значи, не збориме за такво зборење вистина. Тоа се подразбира треба да зборите вистина. Светски, да не лажеш. Но зборење вистина исто така подразбира е да го збориш она што е согласно Словото Божјо. И Словото Божјо е вистина. Кога вели зборувајте вистина у љубов, зборете според Словото Божјо. Еден кон друг, на само зборувај вистина човеку. Што мислиш вистина, веруваш вистина, зборуваш вистина, тоа поише си во вистината, тоа си помалце у глумачкото школо, тоа поише ќе бидеш реален, тоа Господ ќе поише у тебе, тоа ќе си поблагословен, посреќен, поуспешен, реално успешен. Не глуми успешност. Глумиме духовност. Колку сме ние успешни и срекни, а уствари мизерни и никакви. Мене кога ми е тешко. Кога имам проблеми. Ако треба да споделам, ќе споделам. Ама не сум бил глумец и не планирам. Некојаш прекјутувам, некојаш споделувам, пак ви кажам, според мудрост, според све, ама не глумам. Амен. И сега, верата во себе да ставиме. Верата е вистина. Зборувајте вистина, вели Павле. Зборувај вера и зборувај вистина исто, на некој начин. Да зборуваш вера не значи дека лажеш. Токму спротивното. Значи, кај грешат христијаните. Значи, те боли нешто, да речеме, или болест имаш реално, и сега едва и чекаат као да почнат да викат, ова ме боли, болест, да почнат да се жалат, демек луѓето ќе ги сожалуваат и ќе им помогне тоа. Тоа ништо нема да ти помогне. Така луѓето светот прават. Пензионерите посебно, не знам колку комуницирате, ја затоа некам со светски луѓе од светот, постари луѓе да се гледамат и ти идеш на гости, само да зборат. Што ги болело докторот што им рекол, или две пензионерки, не знам, мајка ми со друга ќе се сретне, само му прават, тој умрел, тој се разболел, овој му оперирале, ова нога му сечеле, рука, не знам што. Само тоа зборат. Тоа да демонизиран, да седиш пол сат да го слушаш, ќе си демонизираш. Ама така е. Старите луѓе обседнати со тоа се. Само тоа, кој умрел, кој се разболел, кој ова, и само тоа, верглад. Верата е, и они мислат зборат вистина. И мислат ќе кажат и ќе им олесни. Демек споделуваат и сочувство. Или па се тешат, добре, жив сум, тој умрел. Срекни се, по-добре, жив сум ја, добре. Не знам што си мислат, нешто си мислат. Им олеснува, си мислат им олеснува. Вистински ќе ти олесни, кога ќе застанеш у верата. А верата е, Исус вели, свршено е. Што е свршено? Исус ги зеде нашите болести на крстот. Свршено е. Ова се инструкции за живот битни. Да зборуваш вистина во љубов. Односно, кога нешто те боли, кога ти е тешко, кога имаш болест, кога имаш проблем, ти тогаш ќе застанеш и ќе збориш вера повеќе од било кога. Односно, ако си болен, ќе кажеш, фала ти Господе, сум исцелен. Нема да идеш по луѓе да се жалиш. Може би ќе треба да споделиш со брат, сестра за твојата реална физичка ситуација, но сето тоа со вера, дека верувам на Господ, дека сум исцелен. Верувам, брате, ти го кажувам ова, да се сложиш со мене во верата, да се молиш со мене, да веруваш заедно со мене дека сум исцелен. Не ти го кажувам за да ти се жалам, не ти го кажувам за да сожалување од тебе да ми дадеш, нели? Бев на лекар, ми рекоа, не знам, тоа сум болен. Да бе, сестро, леле, шо ќе правам? Леле, и сега ќе се сожалуваме и ќе се тешиме. Тоа не е христијанската утеха. Светиот Дух е утешител не на тој начин. Светиот Дух утешува што ќе те подигне во верата. Затоа што во Господ има исцелување.
проблем имам, леле ми избрка од работа, тој шефот никаков, леле, да го знам, ништо нема ти помогне тоа. Него ако споделуваш со некој брат, сестра веќе, ајде брат и сестра да се сложиме у вера, изгубив работа, Господ има подобра работа за мене. Тоа е вера. Тоа е вистина. Господ има план. Бог е у контрола. Не знам зашто се случи ова, или може би знаеш. Јас живеам со Бог, мојот Бог е со мене, јас му верувам на Бог. Ке зборуваш вистина. Оти другото е лага. Зборување стравови е лага. Зборување проблеми и правење од проблемите Бог е лага, затоа што проблемите не се Бог. Бог е Бог. Проблемите мора да се покорат на живиот Бог. Амен. Планините не се, не знам што. Планините се нешто што Исус вика, ки кажеш на планината се премести. Ама ти ки кажеш на планината, а не планината ти збори тебе. Исус е Господ. Млади луѓе, бе, треба да горите за Господ. Немате никакви обврски, ништо не правите у животот. Ни фамилија имате, чувате, ни работи посебно имате, ни не знам што, ни деца. Имате толку можности. Слушате ли, млади луѓе, обседнати сте со себе и со вашиот успех, вашата среќа, да се чувствувате вие добро и не знам што. Не сте уопште потопени у тоа, Господе, што да направам за тебе. Јас као млад човек само за тоа живеев, ништо друго не постоеше за мене. Ја не размислував за моја иднина, кариера, фамилија, жена, деца, ништо. Беше Бог само. Не беше јас дали сум добро или не сум, Господе, како се спасат луѓево. Господе, како да остварам Твојата волја. Само сведочевме, само евангелизиравме, само у црква, ностоп, тоа. И не ми беше досадно, бев пресреќен. Ја не можам да сватам како младите луѓе, се им треба нешто у црква да ги забавува, некој им треба активности, им треба ништо не ви треба, бе, луѓе, имате Дух Свети. Вие треба да правите, шум да правите, млади луѓе. Не ви треба ни ова да ви кажувам, да ви се изберава пасторот да ве мотивира, ништо не ви треба. Ви треба срце, немате срце, бе, црква, млади луѓе, немате срце. Леле, пасторе, што ни кажеш? Ај, во име на Исус почнете да имате, верувам, во име на Исус избор. Почнете да имате во име на Исус. Амен. Имајте во име на Исус, ве благословам. Имајте срце за Бог вистински. И кога ти е добро и кога ти е лошо, и кога сосекеш добро и кога не сосекеш. Жртвуваш за Господ, ти со Бог лично. Остај активности, пак ќе кажеш служење на Бог одма. Ти па нешто да правим у црква. Абе ништо нема у црква. Почи пред Господот, доаѓаш, Бог ќе те ти. Се молиш, клекни пред Бог, предај се, жртвувај се. Бог ќе ти дава. Ми кажал, оди и на таа улица и одам таму и среќавам некој ќе му зборам за Господ и плаче од Господ, допран. Таков живот живеат како млад верник. После влегуваш, као што растеш обврски, поинако е немоеш баш така, ама кога си млад си слободен, може Светиот Дух да ве води да правите ршум. Да не знам што се дешава, да гледам, пример, пушташ телевизија на Сител, да вика, абе не знам што, овој беше болен, некој млад дечко пројде и кој таму гледа мален, зел Библија проповеда. Вика се помоли за овој болниот и стана од количка. На Сител, амен. И на Телма нека иде, и на сите канали. На сите канали нека иде. Зошто да не иде тоа? Да речат, чудо се случи во хотелот, како се викаше? Аристократ на телевизија, дошла телевизија, кажи телевизија некоја. Ера. И Ера баше. Добро. Ај, вика, чудо се случуело, вика, тука. Ај, нон, вика. Се чуело на албанска телевизија. Гости, вика, имало шчиптар, вика. И таму, вика, се излечила, вика, едната. И каже, да бе, вика, една таму девојка доја, се молеше за мене нешто. Исус, и оп! Ние веруваме ли дека Бог живее во нас? О, одзот, да. Ти текне у Куманово заедно кога отидовме таму болницата. Една сестра заврши болница тогаш од Куманово од црквата. И после служба со Демир одевме, пошто со Демир со други ностоп идевме, проповедавме по Македонија, по цркви, правевме, се што правевме. И се одиме у болницата и влеговме у собата и поише кревет имаше болни. И ние се молевме за сестрата за исцелување. Што и беше, не ми текнува нешто.
Да. И сега стана, као седеш у креветот и ние се молевме и помазание ја удри, падна у креветот. Бам! Седната у креветот беше и падна од помазание. И не, мислам, што сегаше помазание у собата. И сега ние добро се молевме и она е исцелена, као радосна, добро, верува исцелена, амен. И сега другите тука што беа у собата исто невернички, вика, ај мене, вика тоа. И таа албанки беа претежна. Албанки, ај мене, ајде и тебе, пап, и тие, бам, бам, бам. И после колку дена се чувме како беше, вика, сите ги отпуштила, сите исцелени. За колку дена беше? За неколку дена ги пуштиле. Прво едната, па другата, сите. Набргу ги пуштиле сите. Вика, сите, вика, цела соба испразната, вика. Исцелени. Да, дошла, некој се молела. Да. И то отидовме ние, ноќе беше, како беше, на дежурна смена. Се пикнавме го чуварот, значи Бог отвори врати, чудо беше и тоа, не пушти чуварот, се молим, ајде. Значи, сакам да кажам, Бог отвара врати. Ама треба некој да верува. И не отидовме таму со некоја, не знам каква вера, дека не знам што ќе се деси. Ајде се молиме. Бог е тој што лечиме луѓе, не лечиш ти. Ти само треба послушаш. И они викат, ај мене, вика исто, може? Може. Вика, ама не сум ја, не знам што рече, албанка сум. Викам, Исус те сака и тебе. Ме сака, те сака, ајде. Толку им треба. Толку им треба некош. Кој човек очен, Исус стварно е сака, не ја лажеме ние. Амен. Значи, зборување вистина. Зборувањето вера е вистина, браќи и сестри. Бог сака да застанеме и да почнеме да веруваме. И да почнеме да зборуваме. И така вечерва ќе станеме сега и ќе зборуваме вистина. Ќе декларираме вистина за нашите животи. Не ме интересира како се осеќаш, не ме интересира твоето минато, колку пати си паднал, колку пати си сгрешил, колку си било безхрабрен, колку си станал млак у Господ. Господ те спасил, Господ те повикал, Господ те помазал. Господ има план за твојот живот, ова што зборам овде е поважно него и тој таму што паднал или се сопнал или што и да се случило. Прими го во духот ова што ти го кажам, зграбчи го, затоа што се зборови на живот. Верата зборува. Верата зборува. Верата зборува. Вистина. Зборувањето вера е зборување вистина. Ке декларираме, ке изјавуваме вера. Рековме, зборување вера, исповедање е многу битна работа на Словото. Се изградуваш во верата на тој начин. Прави го ова дома, прави го што и да е проблемот. И моли се, но и изборувај го ова. И моли се, сам пред себе, исповедај си го, кажувај си го. Увеј си го умот преку тоа што го зборуваш. Нека Словото Божјо излегува од твојата уста. Нека тоа што Господ го рекол за тебе, ќе излегува од твојата уста. Тоа што ти се сложуваш со Господ. Тогаш ти стварно му веруваш на Господ. Ако Бог рекол ти си, не знам што да речеме. Посебно еве да речеме. Бог те повикал да си апостол. Оди избори го тоа. Ако Бог те повикал да си финансиски богат, да си успешен бизнисмен, почни да го збориш тоа. Прво пред себе, пред луѓе, се разбира според ситуацијата, не сега да идеш да изблебеташ, да си глупав, но верата зборува. Не се плаши и не зборувај нешто да глумиш пред луѓето, се правиш фин. Вистинска понизност пред Бог е да зборуваш тоа што Бог ти го рекол. Ако Бог ти рекол ќе те благослови со тоа и тоа, верувај и збори го тоа. Не е тоа гордост да го кажеш, тоа е понизност. Да се сложиш со Бог без оглед што ќе мислат луѓето. Без оглед дали ќе те презрат луѓето. Ако Бог рекол нешто за тебе, верувај го, зборувај го. Не го предавај наследството. Господ ти дал наследство. Не го предавај. Господ ти вели, не го предавај. Имаш наследство, не го предавај во име на Исус. Не го предавај наследството. Бог ти дал наследство. Бог ти дал власт, имаш повик. Не го предавај тоа во име на Исус. Сега ќе декларираме во однос на исцелување во име на Исус и ќе декларираме Словото Божјо. Исус рече завршено е. Исцелени сме преку неговите рани. И
ќе се сложиме со Господ, го веруваме и ќе го изјавуваме со нашите усти во името на Исус. Халелуја. Ај заедно по мене повторувајте. Господе Исусе, Ти благодарам што умре на крстот за моите гревови, за моите проклетства, моите болести. Ти благодарам што ја плати мојата казна, што ја умре мојата смрт и преку раните Твои јас сум излечен. Јас сум излечен. Јас сум здрав. Јас сум силен. Јас не сум слаб. Јас сум силен. Во Тебе, Господе. Јас сум благословен. Јас не сум проклет. Јас сум благословен. Затоа што Ти ме благослови. И тоа што Ти си благословил, ниеден човек не може да проколне. Јас велам, сум благословен од живиот Бог. И Исус. Јас сум силен над гревот. Гревот не владее над мене. Гревот нема сила врз мене. Ѓаволот не владее врз мене. Исус царува во мојот живот, те мисли, во моето срце. Исус е Господ. Исус е цар над секој дел од мојот живот. Секоја моја мисла му припаѓа на Исус Христос. Мојот живот му припаѓа на Исус Христос. Моите финанси му припаѓаат на Исус Христос. Моите потреби му припаѓаат на Исус Христос. И мојот Бог ги задоволува сите мои потреби. Сите мои потреби се задоволени во Исус Христос. Немам никаков недостаток. Не ми фали. Затоа што мојот Бог ги задоволува сите мои потреби. Јас сум благословен човек. Јас сум успешен човек. Јас сум успешен човек. Затоа што мојот Бог ме благослови во Исус Христос. Јас сум паметен. Јас сум мудар. Јас сум способен. Затоа што мојот Бог ме благослови со мудрост и разум. Тој ми дава сила. Тој ми дава разум. Правилно расудување. Јас не примив дух на страв, но дух на сила, љубов и здрав ум. Светиот Дух живее во мене. Тој е мојата сила. Тој е мојот утешител. Тој е мојот застапник. Клеветникот нема власт врз мојот живот. Ниедна осуда нема власт врз мојот живот. Јас сум слободен од осуда. Јас сум слободен од секоја клевета. Затоа што сум праведен во Исус Христос. Со Божјата праведност. Преку крвта на Исус. Јас сум праведен. И затоа велам, клеветнику, немаш власт. Во името на Исус ги рушам сите клевети, сите осуди против мојот живот, против моето семејство, против мојата црква, против моите браки и сестри. Ги рушам сите клевети, сите обвинувања и велам, Сатано, крвта на Исус Христос е против тебе. Крвта на Исус Христос е против тебе.
Во името на Исус. Отстъпи от моя. Пушти ги моите мисли. Пушти ги моите одлуки. Пушти ги моите финанси. Пушти го моето здравие. Пушти го моето семейство. Пушти ги моите деца. Пушти я моята църква. Ти наредувам в името на Исус. Ти наредувам в името на Исус. Сатана, немаш власт връз моят живот, връз моето здравие, връз моите финанси, връз моят успех, връз моето служение на Бог. Немаш власт во името на Исус. Јас сум успешен. Јас сум просперитетен. Затоа што мојот Бог секогаш со мене. Мојот Бог живее во мене. Јас сум благословен преку мојот Бог. Јас ти верувам, Господе. Во тоа што го кажав. Јас верувам на Тебе, Боже. Затоа што тоа го вели Словото Твое. Словото Твое е вистина. И јас зборувам вистина. Јас избирам да зборувам вистина. Словото Твое е вистина. Словото Твое вели дека сум благословен. Словото Твое вели дека сум глава, а не опашка. Словото Твое вели дека сум озозгора, а не озоздола. Словото вели Твое дека сум благословен, а не сум беден. И јас сум победник, а не поразен. Јас сум успешен, а не сум губитник. Јас сум успешен, не сум губитник. Затоа што мојот Господ победи на Голгота. Затоа што мојот Господ воскресна од гробот и е жив и денес. Јас верувам, Господе, во се тоа што го кажувам. Помогни на моето неверие. Дај ми сила, Господе, да секој ден ја кажувам Твојата вистина. Твоето слово е вистина. Тоа што Ти велиш за мене е вистина. Тоа што Ти велиш за мене е вистина. Тоа што светот вели за мене е лага. Тоа што светот кажувал за мене е лага. Тоа што луѓе од светот кажувале за мене е лага. И јас се одрекувам од тоа. Јас ја кршам силата на тоа. Се одрекувам земни родители што збореле за мене. Што не било од Тебе. Се одрекувам се оно што пријатели од светот збореле за мене. Што не било од Тебе, Господе. Се одрекувам од светот. И се оно што светот кажувал за мене. Јас верувам, Боже, во она што Ти вели за мене. Јас сум благословен. Јас сум успешен. Јас сум исцелен. Јас сум здрав. Сум силен. И сум благословен да успевам во се и се што ќе фатат моите раце благословено. И секоја работа што ќе ја фатат моите раце ќе биде благословено. Затоа што мојот Бог ме благословил. И јас му верувам на мојот Бог. Јас не верувам на овој свет. Не верувам дури на моето тело. Не верувам на моите слабости. Не верувам на моите ограничувања. Но верувам во силата Твоја. Верувам во Твојата моќ. Дека Ти си моќен да го оствариш Твојот план за мојот живот. И јас ќе успеам
во моето служење на Тебе, Господе. Јас нема да умрам, но ќе живеам и Божите дела ќе ги прокламирам. Јас нема да умрам, но ќе живеам и Божите дела ќе ги прокламирам. Во името на Исус. Амен. Алелуја. Амен. Ако го правиш ова секој ден, твојот свет ќе се смени. Твојот живот ќе се смени. Знаеш зашто? Затоа што ти веќе си сменет. Оти почна да зборуваш поинаку, почна да мислиш поинаку, почна да веруваш. Не е ова магија, не е ова психологија, ова е вера. Оти зборот Божи е вистина. Не е ова само за читање, ова е за верување. А ако веруваш, зборуваш тоа. Јас сум тоа. Јас сум тоа. Јас сум тоа. Словото стана тело. Тоа е поентата на Библијата, Словото да стане тело. Затоа Исус дојде, Словото стана тело. И ова Слово нека стане тело во тебе. Секој збор Божи тело да стане во тебе. Во име на Исус, амен.